И здраво на сите Мартин од Јаки коли тука. А каде е тоа поточно тука, можда некои ќе приметат и ќе погодат, али се работи за градот Прилеп, тоест на еден автособир кој што беше организиран од Brotherhood, кој што е клуб специјален за модифицирани возила со седиште нормално во Прилеп, кој што го организира настанот. Како што гледате, ете има и прегови девојки хостеси кои што се слика со самите возила кои што доаѓа за влез на овој паркинг. Јас на ова место дојдов можеби малци и порано. Настанот се одржа на 18 мај од 3 часот, така да тоа време е снимката, мада уште пристига коли, така да речеме ги имам снимано од прилика околу 80 до 90% од автомобилите. И одма ме пречекува една, да речеме, од моите коли од соништа, ако може така да се кажат, Nissan 350Z, 370Z. Видовме и една Алфа Ромео, која што може би е исто кола на соништата, ама на некој автомеханичар, мала шала. И нормално еден куп бемвиња, конкретно во ова, како што гледам некои награди за најдобар дизел. И нормално тука сите се борат во разноразни категории, имаме и muscle cars. Еве и ова BMW можам да кажем дека изгледа фантастично, едно од поубавите кое што привлекуваше многу внимание. И нормално и останатите бемвиња. Грото, да речеме, ако изберам кој бренд доминираше на овој настан, тоа беше BMW-то. Еви едно црно кое што е доста некоја слик боја црна, која што ми се свиѓа мене, од клубот во Илинден. Нормално ќе ги свртиме сите колони, чисто да ги разгледаме сите возила накратко. Еви и некоја Ауди со некоја пандичка горе. Ќе видите понатаму има и други интересни изложби. Оваа генерација на BMW мене лично ми е најубава. Еве ги овие дури како покемони, може да се кажат, во различни бои, сите овие три наредени тука, од кои што во средината е Пикачу. Мислам дека има добивано награди за најдобра изложба или така нешто. И таа Хондата што видовте беше исто така фантастична. Има и Хонди доста, еве и ова е доста интересна. Така да од се по нешто има на овој автособир, кој што се одржав, напоменувам, во Прилеп, кај големиот Кам маркет. А имаше еве и по некои нови коли, да речеме како за изложба, еден нов Мерцедес и нова Ауди. Но тука сме дојдени повеќе за овие тюнинг модифицирани возила. Како што гледате, ете доваѓаат и други возила додека снимам. Еве и некои Сеати, Опели, Мерцедесов исто многу добар. Таа генерација исто посебно ми се свиѓа на Мерцедес. Нормално и голфчињата, не може без голфови да има ваков настан. А и самата природа, како што гледате во позадина, така да Прилеп е еден фантастичен, многу убав град, кој што е дефинитивно малце повисочко поставен од Скопје. Се гледаат овие стрмни ридови планини од околу, кои што му даваат и посебно некое чувство на овој собир. Многу поретко има Аудиња, еве едно од поинтересните кое што прво го забележувам. Многу поише бемвиња, како што спомнав, а еве едно јукце. Олтајмери немаше многу, ќе видите подоцна уште неколку, мислам дека ќе се појават. Повторно бемвиња, таму на крајот се дечките од Extreme Power City, ако не се лажам, така ми се викаше клубот. Дефинитивно ги имаат едни од поинтересните визуелно вака на изглед коли. Сега одиме на следниот дел
од овој настан. Нормално луѓево си ги изложуваат и своите пехари, награди кои што ги освоиле. И доколку сте љубител на вакви настани, одма да ви го најавам следниот, кој што ќе биде на 1 јуни во Куманово. И тоа исто не баш во центарот на Куманово, туку на аеродромот Аџи Тепе. Така да на Google Maps пробајте да го пронајдете. Лани бев на тој настан, можем да кажем еден од подобрите у Македонија, ако не и најдобар. Стварно беше доста интересна атмосфера со многу забавни игри. Уште еднашка и самиот сараундинг или околината направи неколку снимки од тоа. Така да добро место одбрале дечките, стварно и овој настан беше одржан феноменално на едно добро ниво и со забава и со диџеј. Нормално не можем да ви ја пуштам атмосферата, тоест музиката и муабетите со луѓето, поготово ради музиката, нели, пошто самиот YouTube не дозволува користење на музика која што е комерцијална во позадина. Сега имаме уште еден последен дел тука, една кривина која што ќе ја разгледаме, и тоа доста интересна кривина со моите омилени Мерцедеси, поготово овие генерации постариве, стварно ми прават кефи и е уште еден баш олтаймер. Инаку се одржи еден собери во Штип неодамна на 25 мај, ако не се лажам, само што времето не се погоди баш, така да за жал немам снимки од тоа, така да следно што ќе видите на каналот ќе биде директно од Куманово 1 јуни и на крај, тоест не на крај, да речеме 1 јуни, мислам дека беше, ако не се лажам, или 22, ќе пишам на екранот. Еден можеби од најголемите собери ќе биде во Битола. Така да, ако сте љубител на вакви настани, чисто да ви ги напоменам. Еве го остатокот од возилата. Тука имаме, како што гледате, разни модели. Не е баш еднолично. И на крај едни од поинтересните ќе ги видите. И нормално имаат освоено многу пехари, како што овој Volkswagen EOS, Маздава, Mitsubishi-то, многу јаки вака на изглед, стварно привлекува најмногу внимание и дечко во позадина се мачи со моторчево, нема везе, идеме далje, тоест и толку и самиот настан, барем сега за сега, се надевам дека уживавте во гледките. После некој време нормално се доделија награди во разноразни категории, еве ги и пехарите, така да ми останува уште да ви се заблагодарам за вниманието и ние ќе се видиме во следното видео на следниот настан. Пријатно!